Драги ученици, добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик во Основно училиште Истикбал Тетово. Ова видео настава е наменето за ученици од 4-то оделение. Што ќе учиме денес? Денес ние ќе учиме каде се употребува големата буква, ќе научиме дека се употребува кај сопствени имеки и на почетокот на секоја реченица. Употреба на голема буква. Целта на овој час по македонски јазик е учениците да ги продлабочат стекнатите знаења за правилна употреба на голема почетна буква. Ученикот да се оспособи правилно да употребува голема буква при пишување на сопствени имиња и презимиња, географски поеми, празници и така натаму. Кога се пишува голема буква? Како што може да забележите, со стрелки во шематски преглед ќе ви објаснам каде се пишува и употребува големата буква. Секоја реченица започнува со голема буква. Например, возот денеска стигнува на време. Имињата и презимињата Сашо Ѓултен, Марија Јаневска, Сулејмани Ничевски. Имиња на народи и народности, македонци, албанци, роми, турци, власи и други. Имиња на географски поеми, села, градови, држави, реки, езера, планини и друго. Волково, Тетово, Македонија, Вардар, Охридско езеро, Водно. Имиња на установи, улици, населби, празници. Основно училиште Лирија, улица Роберт Кол, Карпош, Великден, Бајрам и така натаму. Наслови на книги, списанија, весници и друго. Шеќерна приказна, што е од Славко Јаневски, Развигор, Дневник и други. Со голема почетна буква се пишува првиот збор во секоја реченица. Примери: денес денот е прекрасен, се ближи крајот на учебната година, утрото е помудро од ноќта. Со голема буква се пишуваат имиња, презимиња и прекари. Примери: моето име е Лена Спасовска, моите соседи ги викат кучкари. Игор е мој најдобар другар и го викаме Лав. Во зоо најсилен е лавот. Весна сите во зградата ја викат Пегава. Со голема буква се пишуваат географските и топографските имиња. Ако тие се составени од повеќе зборови, сите се пишуваат со голема почетна буква. Примери: Лена живее во Охрид, таа премногу го сака Охридското езеро. Како што може да забележате, Охридско езеро треба да се пишува со голема почетна буква, исто така и Охрид. Билјана секоја зима оди на Шар планина. Шар планина со голема почетна буква, а јас најмногу ги сакам мојот Пелистер и прекрасните езера Пелистерски очи. Горан редовно ја посетува Скопска Црна Гора. Имаме и Пелистер, се пишува со голема буква, и Пелистерски очи. Исто така и Скопска Црна Гора. Со голема буква се пишуваат имињата на институции, адреси, списанија и книги. Примери: мајка ми работи во Министерство за образование. Министерство за образование, например, Министерство треба да се пишува правилно со голема почетна буква. Татко ми работи во Министерство за внатрешни работи. Јас сум судија во Врховен суд. Наголот е зградата на Македонскиот народен театар. Институт за македонски јазик е Крсте Мисирков. Јас учам во Основно училиште Гоце Делчев. Со голема почетна буква се пишуваат имињата на институции, адреси, списанија и книги. Примери: јас живеам на улица Никола Карев. Другар ми живее на улица Партизански одреди, улица Илинденска, булевар 11 октомври. Книги и списанија ја прочитав Шеќерната приказна од Славко Јаневски. За читање ги имавме книгите Пајажината на Клементина, Сказна за детето Вилен, Петар Пан. Со голема буква се пишуваат верските и другите празници. Примери: за Великден ќе добијам ново фустанче. Најубаво ми е за Нова година. Родена сум на Божич.
Верските празници Ѓурѓов ден, Спасов ден, Свети Никола, Свети Мина, Курбан Бајрам, Тодорова сабота, Томина недела. Ако празникот како прв збор содржи број напишан со цифра, треба да биде 1 мај, 11 октомври, 8 септември, вториот збор се пишува со голема буква. А во овој случај се пишува 1 мај, 11 октомври, 8 септември, 8 март и така натаму. Со голема буква се пишуваат небесните тела. Небесните тела, планети, звезди се пишуваат со голема буква. Примери: Марс, Јупитер, Земја, Нептун, Месечина, Сонце и така натаму. Со мала буква се пишуваат Сонце, Земја, Месечина кога се општи именки. Примери: дојде сонце на мама, ама е ровка земјата, очите ти светат како месечина. Да повториме, голема буква се пишува во почетокот на реченицата, лични имиња и презимиња, имиња на народи и народности, имиња на градови, села, училишта, улици, населби, имиња на држави, континенти, океани, мориња, езера, реки, планини, имиња на празници, наслови на книги, списања, весници и уште многу други за кои ќе учите понатаму. Голема буква при пишување имиња на држави, нивни жители, народи, градови, села, области и нивни житела. Секоја реченица започнува со голема буква. Денеска времето е сончето. Имињата и презимињата: Сара Стефановска, имиња на географски поеми: Кавадарци, Тигвешко, езеро, Вардар, имиња на институции, улици, кејови, плоштади. Основно училиште Страшно Пинџур, улица Димиката А. Габеров. Имиња на празници: Божиќ, Великден, Бајрам. Имиња на континенти и државите се пишуваат со голема буква. Примери: Европа, Америка, Африка, Македонија, Турција, Бугарија, Грција. Имињата на жителите на државите и континентите и имињата на народите се пишуваат со голема буква. Имаме држави, континенти, жители и народи. Држави и континенти се Македонија, македонци, жители, а народи се македонец, македонка, македонци. Имаме од држави или континенти Америка, американци, американец, американка, американци. Србија, срби, србин, србинка, срби. Европа, европеец, европејци, французин, французинка, французи. Имињата на градовите, селата и областите исто така се пишуваат со голема буква. Пример: Скопје, Неготино, Прилеп, Куманово, Марена, Дреново, Тремник, Марешевска област и други. Имињата на жителите на градовите, селата се пишуваат со мала буква, а имињата на жителите на областите се пишуваат со голема буква. Пример: Орхиѓанец, Скопјанец, Мариовец и така натаму. Присвојните придавки од овие именки се пишуваат со мала почетна буква. Пример: Битолски, Европски, Скопски. Пример во реченицата: има многу убави битолски улици. Употреби ја големата буква каде што е потребно. Ова ќе ви биде за домашна задача. Јас живеам во град Кавадарци. Градот се наоѓа во југоисточниот дел на повадарието во Јужна Македонија и представува центар на Тигвешијата. Оддалечен е 10 км западно од најблискиот град Неготино и околу 100 км јужно од главниот град Скопје, а западно преку Дреновската клисура и превојот Плетвар е поврзан со градот Прилеп. Градот Кавадарци е распослан на двата брега на реката Луда Мара. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.